По безмалку едномесечно затворање на главната сообраќајна артерија од Подмолје до влезот на туристичкиот центар. Од вчера вечер оваа делница од магистралниот пат Охрид-Кичево е пуштена за редовен сообраќај. Со официјалниот почеток на летото финишира изградбата на 7 километри од Подмолје до Охрид. Домакините и бројните гости од денес сообраќаат по новата асфалтна делница која што беше затворена се со цел таа побрзо да се изгради. По стариот пат кој што досега се користеше, денес повеќе нема гужви и застои во сообраќајот. Иако голем број граѓани се уште не знае дека оваа делница од денеска е пуштена во сообраќај. Вака изгледа новата сообраќајна делница и влезот во туристичкиот центар. Изградбата на автопатот се одвива според договорената динамика и покрај бројните проблеми во минатото, со оглед на фактот што цели 7 години нештата не мрдна од мртва точка, а сега се работи со полна динамика. Одлична лука. Супер. Дали имаше деновиве голема гужва по стариот пат? Прилично да. Меѓутоа сега не, се растеретено е све. И супер е. И одлично направено. Подобро е, нормално дека е подобро. Катастрофа беше, сега уште ова да ја пуштат и супер ќе бидите. Имаше доста колони гужви во колони, то хаос. Хаос. Но сепак ќе се среди, мора да се среди. Во ред е супер, нема проблем. Супер е, супер. 57 километри од автопатот Кичево-Охрид, на кој интензивно се работи, а се гради цели 11 години, требаше да биде готов во 2018-та. Ресорниот министер Николовски уверен дека до крајот на едната година ќе се вози по нов автопат, а најдосна до Петровден, односно 12 јули, кога почнува и најголемата музичко-сценска манифестација Охридско лето, ќе биде пуштена во употреба делницата од Врбјани до Охрид, со еден прекин кај селото Ботун. Инаку пред 10 дена и официјално беше пуштен во употреба магистралниот пат Охрид-Светинаум. После цели 4 децении овој патен правец во должина од 24 километри е целосно рехабилитиран како што беше предвидено пред почетокот на туристичката сезона. Станува збор за еден од најзначајните проекти за Охрид, а представуваше најгорлив инфраструктурен проблем. Во моментот паралелно се градат неколку клучни патни правци. Покрај автопатот Кичево-Охрид кој силно се забрзува, делниците Тетово-Гостивар и Гостивар-Букојчани се активни, а се работи на подготовка за градба на делницата Букојчани-Кичево.